Добар ден, горда Македониjo! Добар ден, Битола! Добар ден, браќа и сестри, македонци и граѓани на нашата преубава татковина Република Македонија. Добро ни дојдовте. Драги браќа и сестри, на овој ден, во 90-та година, дел од вас беа на тој историски состанок кога се формираше партијата. Дел од вас беа на терен, основајќи ги општинските и местните комитети. Дел од целокупната македонска јавност беше со широко отворени очи и начулени уши, очекувајќи ги постулатите на кои ќе се заснова нашата партија да станат реалност. Независна држава, сопствена армија, фудбалска репрезентација, сопствена валута и се она што значи слобода и сувереност во тоа време за нашата Република Македонија. Стојам гордо овде пред вас и сакам на сите нив, на сите вас, на сите сограѓани да им одадам голема почит за делото кое што во тоа време го направија и ни го оставија аманетот на слободарска, независна, суверена Република Македонија. Ви благодарам на сите. Во тоа време, срцата на нацијата чукаа како едно. И кој ако не ВМРО ДПМН, го вордеше бајракот гордо исправени и соочени со бројните предизвици на тогашното многу сложено секојдневие. Многу луѓе гледаа на тоа со скепса. Многу луѓе не веруваа, но тогашните наши современици веруваа. Веруваа во слободна, независна и суверена татковина Република Македонија. Имало луѓе, браќа и сестри, кои се организирале, се бореле обединети околу единствената идеја и покрај сите падови, кои не ги чинело политичка кариера, како што еден наш денешен современ, така наречен политичар ќе каже. Ги чинело нешто многу поскапоцено, а тоа биле нивните животи, животите на нивните најблиски. И ги положиле со една цел и за една идеја, со име и презиме за навек врежани во нивните срца и генерациите по нив. А таа идеја била Република Македонија. Ние не можеме да го избереме времето кое ќе го живееме. Тоа е Божја волја. Но можеме да избереме како ќе живееме. Тоа е она што може оваа генерација да го избере. Како ќе живееме. Јас сум свесен дека сите очи на јавноста се свртени кон нас, кон нашата партија, кон ВМРО ДПМН. Дури и во случај кога сите порази и чуда што може да се направат и ги смислила оваа ненародна власт. А токму во нас се бара спасот, а јас го слушам гласот на народот. Го слушам овде, го слушам ширу Македонија. Граѓаните повикуваат, поведете не. Драги пријатели, основната задача на ВМРО ДПМН и мене како председател е да бидеме глас на огромното мнозинство македонци и граѓани на Република Македонија. Тоа е она мнозинство кое заради различни причини
некои погласно, но некои во себе викаат доста е, премногу е, не може вака веќе, неприфатливо е. И таа задача ја прифаќаме со целата своја одговорност, свесно, при здрав памет. Како што кажав досега, ова се сериозни историски времиња. И сега пред нас, освен секојдневните и реалните проблеми на живење, безпарицата, невработеноста, лошите катастрофални политики во здравството, во образованието, во социјалата, во медицината, во земјоделието, младите генерации кои посебно последната година масовно ја напуштаат оваа земја, а јас сум сведок како професор кога ги гледам нивните очи, кои спасот го бараат надвор од нивната мајка Македонија. Ја напуштаат земјата. Се соочуваме и со најголемото предавство и капитулација која што можеше да ни се случи. А тоа е договорот кој што го потпишаа за промена на нашето вековно име. Сега, додека тој некаде седи насмеан и самодоволен, дека го тапкаат по рамо зашто завршил голема работа, која патем никој негов претходник, нити државник, не се ни дрзнал да помисли на таков начин да ја заврши. Додека тој се слика и ужива во вие 5 минути слава, историјата ќе суди, а ние громогласно да му порачаме во еден глас. Ајде сите заедно. Македонија! Тоа е нашето име, браќа и сестри. Тоа е името со кое што се изговара со гордост и посебна чест и достоинство, со внимание и силна енергија, со посебно чувство и почит. Нашето име е големо, затоа што тоа е она што бевме, тоа е она што сме и тоа е она што ќе бидеме горди македонци. Македонија е нашата љубов, нашата заедничка емоција, нашиот завет, нашата татковина и дедовина. Македонија останува нашата иднина. Браќа и сестри, на Македонија сега е потребна вашата сила, вашиот разум, вашата мудрост, вашиот глас, вашата енергија како никогаш досега. И немојте да го престанете да го употребувате нејзиното име. Затоа што ние сме тие, тука сме поради нејзе. И нека се знае колкава е нашата љубов кон нашата татковина Македонија. Таа е нашиот завет, таа е нашиот сон, таа е единствената наша определба. Македонија како основна причина за секој наш чекор, секоја наша активност, секој наш збор или дело, како единствена цел на нашиот животен пат. И затоа, ако ќе го кажете со гордост името Македонија, изговорете го со верба, сигурност, чест и достоинство. Кој друг ако не ние? Затоа што ВМРО
го носи заветот на генерации и генерации македонци на независност, слобода и своја суверена независна држава Република Македонија. Тие генерации, браќа и сестри, биле корави и цврсти македонци за оваа своја цел. Неретко плаќале со својата највисока цена своите животи, но и тога сметале дека тоа е премалку за она што преостанувало нивна движечка енергија и цел. Имала име, а тоа име го кажавме десетици пати денес, да го повторим уште еднашка: Македонија. Тоа бил најисконскиот порив на македонскиот обесправен народ. Тоа била борба за човечки правдини. На сите кои што живееле новие простори, без разлика дали биле македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци. Столетен пркос кој еволуирал кон крајот на 19. век во нешто што прераснало во организирано движење, подоцна именувано со 4 свети букви В, М, Р, О. ВМРО. И затоа овие букви се габарити големина, чест, но пред се обврска. Александров ќе рече: во минатото Македонија даде великани, имиња кои ги изговараме со смирена благонаклоност и здраво почит. Македонија и сега создава големи по душа и неповторливи маченици и херои, подготвени за само пожртвување пред споменот или ликот на кој им симнуваме капа. Секоја чест на тие. И грешат оние кои сметаат или пак намерно шират тези дека наводно ВМРО ДПМН поделува, создава граници и подигнуваат зидови. ВМРО ДПМН е токму спротивното. Таа е заеднички покрив на една иста куќа, во која сите ние живееме, чии темели се силни, далеку продрени во земјата, изградени со човечки судбини и животи на многу генерации, кои се обединиле пред се поради заедничкиот порив, а тоа било слободарска и собствена држава Македонија. ВМРО настанало како стремеш на луѓето од овие простори да се организираат, одбранат, да создадат нешто свое и заеднички. И таа истреност е голема, затоа што ВМРО ДПМН, исто како и ВМРО, представува верба во принципи и вредности. Нешто што трае толку долго и што обединува толку многу луѓе, мора да е вербата во принципите, но и вербата во вредностите. ВМРО ДПМН во својата структура и основа ја носи таа слободарска мисла. Таа мисла е сонот на многумина пред нас и наша обврска која што мораме да исполниме за генерациите кои што ќе дојдат после нас. ВМРО и Македонија се иста идеја која ги натерала на дело Татарчев, Карев, Делчев, Гемиџиите и линденците, но и оние потоа партизаните кои што се чувари на огнот и стремежот за своја собствена држава. Подеднакво и ние денес имаме таа обврска. Им благодариме за тоа што го направија, за да можеме денеска ние да имаме оваа држава. Браќа и сестри, иако одбележуваме 28 години од ВМРО ДПМН и 125 години од ВМРО, ние не славиме. Ова не е прослава, затоа што околностите се загрижувачки, а реалноста претешка, која се носи на плеките на обичниот човек и нашата земја. Но сепак треба да и се погледне на реалноста во очи. А таа е, Македонија
е зафатена од силен ураган. Запаметете, зафатена од силен ураган со име и презиме Зоран Заев. Кампањата која тие ја спроведоа е да бидете пасивизирани, да покажете дека сте незаинтересирани и да си кажете сите се исти. Јас ве уверувам дека ние не сме исти, зарем исти сме тука што сме. Да помислите дека ништо не зависи од вас, а верувајте, све зависи од вас, од нас. И днината на оваа земја зависи од вас и од нас, не од него. Но ќе ви кажам, не подцени ја. И отворено ќе ви го кажам тоа. Не подцени ја. Имаме работа со влада и човек кој подпишува договор за капитулација. Запаметете, капитулација. Имаме толку невешто водени преговори, што сега на власт имаме влада која што го има епитетот капитулантска. А не само што нема победа. Гледате ли да се слави во Македонија за тоа што го направија денеска? Напротив, луѓето тагуваат и плачат. Солзи се по улиците низ Македонија. За каква победа сакаат да не убедат? Тоа е класичен пораз и капитулација на неспособниот премиер и тимот околу него. И во исто време, овој ист човек немаше мака. Ја лажеше јавноста дека нема да прифати промена на устав, а со цел промена на уставното име. На вакви луѓе, дури и барон Михаузен може да им завиди. Ке го нарекуваме покрај Евро Заев, Михаузен Заев. Згоре на тоа, видовме како се колне во предците, во дедовината, во татковината, се колне дека и во најмилото додека дишел немало да дозволи да го промени уставот, за да потоа видиме дека превзема чекори со кои ја издиша Македонија. Ја издиша Македонија, браќа и сестри. Големата вистина, браќа и сестри, е дека Заев со договорот го изменил идентитетот. И тоа што договорот подразбира македонско и македонци е нешто сосема ново и друго од тоа што ние сме биле досега. Има една категорија која е непозната за оваа партија и за тој човек, а таа категорија се вика срам. Ова е срамна капитулација што денеска и се случи на нашата татковина на Македонија. Срамна капитулација. Па ова вака секој можеше. Ова не е тешко да се направи. Впрочем, не е тешко за човек кој што нема вредности во животот и човек кој додека го фалат јавно, а за затворени врати му се подспевнуваат, има можност све да направи. Ваквиот договор е пораз со сите нишани. Но работата е што поразот на човекот кој го склучи договорот сака да биде пораз и за целата татковина наша Македонија. На лице светци, во срце волци, напиша големиот Григор Прличев пред речиси 150 години. Им го видовме вистинското лице. Се правеа светци, а во суштина се волци. И подпишаа капитулација за татковината која ги родила, школувала и им ги дава сите благодети да се развиваат како луѓе и како семејства. Во оваа темнина за македонската држава, браќа и сестри, овој мрачен тунел за нашата земничка иднина, едно е јасно. Заев мора да падне, за да може Македонија да се издигне. Тоа е единствената цел. Заев да падне, за Македонија да се издигне.
Стојам овде пред вас и сакам да посведочам за една случка која што ми се случи посетувајќи ги нашите прекрасни села во источниот крај на нашата татковина Република Македонија. Ми раскажуваа за случка која што се случила пред 100 години, кога влегла војска и го запалила селото. Граѓаните, селаните, се поделиле на две групи. Едната група се приклонила кон овие освојувачи што го запалиле селото, а другата група и покрај тоа што знаела дека тоа може да ги чини со живот, одлучиле телото да го воздигнат повторно темел. Највпечатлива била една бабичка од 80 години. И пришол еден од освојувачите, од подполувачите. Ја видел како изнемоштена на својот грб носи една голема греда. И ја прашал: до кога со овие работи? Зарем не гледаш дека не можеш да ја издигнеш куќата која што ти ја запаливме? Онака скромно, тажно, изнемоштено му се завртела и му рекла: не е важно дали јас ќе успеам. Важно е на која страна бев во целата оваа работа. Важно е јас, ВМРО-ДПМН, вие сите да бидеме на страната на народот, на страната на Македонија. Тоа е важно, браќа и сестри. Би сакал сега силно да кажам: ВМРО-ДПМН е застаната цврсто на нозе. Чекори ќе се спротистави со сите демократски и правни средства на оваа капитулација која што денеска ни ја сервира. И сите обиди за деградирање на суверенитетот на нашата земја. И ќе повторам уште еднашка: ВМРО-ДПМН нема да подржи промена на устав, а со цел промена на уставно име. Јас, Христијан Мицковски, од срце кажувам и со здрав разум зборувам, гледајќи во македонците, во граѓаните на Република Македонија, достоинствено и исправено, никогаш по ниту една цена, па макар таа коштала и живот, нема да го подржам ова капитулантско дело на Зоран Заев. Македонија е името по кое се препознаваме и разликуваме од другите. И не заборавајте, тоа е нашиот код. Верувам во принципи и вредности. И јас не можам да бидам ништо поинаку од она што се моите принципи и вредности. А за сето ова што и го прават сега на Македонија, ќе дојде денот, ќе куцне часот кога ќе одговараат и пред законите, но и пред народот. Да запаметат. ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе продолжи да работи и чекори со народот во Македонија. Заедно ќе се спротиставиме на сите порази. Јас и раководството заедно со коалицијата ќе бидеме помеѓу луѓето во градовите, селата, малото улиците во текот на летото. Ова лето ќе го посветиме за лето за Македонија. Ова лето ќе биде лето за Македонија. Затоа што, браќа и сестри, тоа е нашиот долг од нашата татковина. Тоа е она за кое што се бориме и ќе продолжиме да се бориме. Ќе биде посетен секој град од повеќе тимови на партијата. Ќе ги посетиме домовите на луѓето, ќе поразговараме со секој поединец. Ќе побараме мислење, што мислат, што е потребно да направиме.
Ки имаме граѓански совири, на кои ќе кажуваме нашата вистина, нашите позиции и ставови. Заеднички ќе се спротивставиме на сето она што денес го мачи секој еден граѓанин. Народот мора да биде внимателен. Не смееме да паднеме на изрежирани провокации. Тука они ќе го бараат алибито за оваа капитулација што ја сервираа на татковината. Мора, браќа и сестри, да внимаваме и секој чекор да ни биде во насока на тоа како да си ја добијат заслужената казна овие предавници. Драги браќа и сестри, ВМРО-ДПМН се реструктуира. ВМРО-ДПМН ги отвара вратите за способните, младите, старите, работниците, селаните, талентираните, за секого, секој еден граѓанин во нашата земја. За оние кои сакаат да ни се придружат, нека боите црвена, црна и жолта бидат знакот по кој ќе се препознаваме и ќе бидеме различни од овие другите. Ние сме Македонија. Ова е Македонија во која веруваме. Ова е Македонија на слободни луѓе, за која се вложуваме себе си. Сите ние од тимот кој одлучил дека безпоштедно ќе се бори за заедничка иднина. И секој еден кој сака да ја гледа државата, како напредува, ќе биде дел од овој тим. Тимот кој ќе носи Македонија вистински во нови победи и подобар живот за сите. Бидејќи еден живот имаме, а животот нема реприза и тој го должиме на Република Македонија. Народе македонски, време е да ја дигнеме Македонија на нозе. Време е да дојдат подобри времиња. Време е да му ставиме крај на ова зло што ни се случува. Време е Македонија да победи. За Македонија која ќе победи во економијата, во образованието, во здравството, во земјоделието. Македонија која ќе ги влати своите чеда назад онаму каде што им е местото. Каменот тежи само дома. Македонија со шанса за секого. Македонија горда. Ние сме тие кои што треба да ја направиме и имаме должност тоа да го направиме. Браќа и сестри, сосема на крај, сакам да се подсетиме на Крушевскиот манифест пред 115 години, што напишаа нашите современици. Македонија е заедничка наша мајка и викат за помош. Елате да скршиме синџирите, да се куртулиме од маки и страданија и да пресушиме реките од крвој и солзи. Елате при нас, браќа, да си слеиме душите и срцата и да се спасиме, та ние и нашата челат и пречелат да живеат мирно, да си работат спокојно и да напредует. Стани Македонијо, станете македонци, граѓани на оваа земја. Сега е времето кога се пишува историја. Стани Македонијо со верба, чест и достоинство. Твоето име нека се слуша громогласно и силно. Сега секој еден од вас е потребен. Ова е часот, ова е тоа време, браќа и сестри. Стани Македонијо во секој град, во секое село, во секоја улица, на секое мало. Стани со сета своја сила и убавина. Ние сме тука, овие синови и керки се тука за тебе. Македонија нема друг избор освен победа. Македонија била, и ќе ја биде. Македонија ќе победи. Да ни е жива и здрава мајка мила Македонија. Да ни е жива и здрава ВМРО-ДПМН. Да сте ме живи и здрави и вие. Да жива Македонија!